Благодарам, почитуван председателе, почитуван заменик министер. Очигледно е дека продолжуваме со отфрлањето на амандманите на секоја општина каде што има градоначалник од ВМРО ДПМН. Мислев дека во однос на овој амандман ќе се вразумите и ќе го прифатите ова барање на граѓаните на општина Градско, затоа што во општина Градско живее многу мирно население, многу мирен народ, кој претежно се занимава со земјоделие, кој што постојано е во некакво движење без разлика дали со трактори, дали со камиони, затоа што има откуп дали со комбајни или со други моторни возила. И има постојано преминување на пругата Велес Градско, Велес Гевгелија, како и да ја крстите. И од тука произлегува еден огромен ризик поради тоа што тој премин кој што се наоѓа во село Ногаевци ниту е безбеден, ниту има некаква сигнализација и многу често се случуваат несреќи. Последната несреќа беше на 10 февруари 2020 година, кога за жал едно лице загина, 4 лица беа тешко повредени и таму во последните 10 години има 6 или 7 несреќи кои што за жал сметавме дека со овој амандман можеби ќе се помогне некако, меѓутоа вие гледам дека немате слух. И очигледно продолжува праксата да бидете индиферентни во однос на здравјето и безбедноста на граѓаните, затоа што кога станува збор за здравјето и за безбедноста, видовме дека не ви интересира ниту она што се случуваше во Тетово, ниту во Ласкарци, ниту во Бугарија. Сега кога станува збор пак за безбедност, повторно ги одбивате амандманите, не знам до каде мислите да одите овака. И не прифаќам одговор дека можеби инфраструктура ќе направи нешто во однос на ова, затоа што во ставката 482 други градежни објекти во расходи на основен буџет, во инвестиции на железничката инфраструктура имаме износ 0 денари. Тоа значи дека не е предвидено покрај ова што во Ногаевци не е предвидено да се направи. Тоа значи дека и на ниедно друго место не е предвидено да се направи оваков железнички премин. Ќе повторам уште еднаш, за многу ситни средства станува збор, за 3 милиони денари, кои што би значеле безбедност на околу 250 жители на селото Ногаевци, кои што секојдневно го поминуваат тој премин, кои што секојдневно за да одржат комуникацијата и работата мораат оттаму да транзитираат и постојано се изложени на опасност. За 3 милиони денари мислам дека во споредба околу еден сервис за ручење во владата кој што се набавува и мислам дека не треба воопшто да размислуваме. За волја на вистината тука и предлагаме да се намалат расходите на основниот буџет за 2022 година од програмата 2 под програма 20 функции на државата во Министерството за финансии. Пак ќе повторам, станува збор за многу ситни средства. Се надевам дека барем еднаш ќе застанете на страна на безбедноста на граѓаните, затоа што секој човечки живот не може да се купи не со 3 милиони денари, со колку и да е пари. Станува збор за безбедност, не станува збор за некои непромислени средства, не станува збор за луксус, не станува збор за не знам какви непродуктивни трошења на средства. 3 милиони денари се доволно за да се обезбеди здравјето и безбедноста на жителите на село Ногаевци. И уште еднаш би замолил членовите на комисијата да поддржите ова, како што можат да се одвојуваат средства за многу разни работи, така мислам дека за ова не би требало да биде проблем. И благодарам.